Бугарија и СДСМ на иста линија. Констатацијата на Венко Филипче дека ништо не се случува во Македонија во однос на евроинтеграциите, односно дека тапкаме во место, сега е споделена и од бугарскиот министер за надворешни работи Георг Георгиев. Тој во писмо испратено до неговите колеги од земјите членки на Европската унија тврди дека статус квото во преговорите меѓу Скопје и Брисел се должало на фактот дека Македонија упорно чекала наместо да работи. Бугарија од секогаш го побивала аргументот дека Македонија чекала предолго. Токму ова е проблемот. Скопје чекало наместо да работи. Оваа теза на Георгиев е речиси идентична со таа на Филипче, кој деновиве од кога најави дека ќе поднесе резолуција за исцртување на црвените линии на Македонија во однос на Бугарија. Тврди дека актуелната влада не правела ништо во однос на евроинтеграциите и дека најлошо било да не се прави ништо. Ниту пак нешто се случува во делот на тоа што е добиена понуда од целата Европска унија, а тоа е да се направат уставните измени и се отворат поглавијата за преговори со Европската унија. Едно е да бараат изговори, а тоа го прави владата. Прво бараа да има одложено дејство на уставните измени, видува дека не може. Цела Европа им каже дека тоа невозможно. Резолуцијата на СДСМ во суштина е ветер во грб на бугарските барања, затоа што со неа се бара владата да ги направи уставните измени, односно да ги вметне бугарите во уставот, со што ќе се откочил процесот со Брисел, па потоа ако имало ново вето од Софија, тогаш Македонија да ги напуштала преговорите. Инаку во писмото до министрите за надворешни работи на ЕУ, кое Георгиев го испретил на 1 септември, тој се жали и дека македонската влада наместо да се придржува и да го спроведува договорениот пакет чекори што би го гарантирал незиното членство во ЕУ, води политика на конфронтација, обвинувања и постојани негодувања. Со растечка загриженост ви го испраќам ова писмо на тема што предизвикува се поголема фрустрација и за мојата земја и за Европската унија. Писмото покрај до министрите за надворешни работи на земјите членки дополнително е адресирано и до високата представничка на Европската унија за надворешна и безбедносна политика Каја Калас и до еврокомесарката за проширување Марта Кос. Според шефот на бугарската дипломатија, последните месеци биле особено предизвикувачки. Во тој контекст Георгиев вели дека во земјава се одвивала кампања на клевети во медиумите, која веднаш влијаела на јавниот дискурс во Бугарија, оценувајќи ја како најнова во оваа според него серија на непотребни провокации. Тој ја посочува неодамна поднесената иницијатива до Уставниот суд на земјава за оцена на уставноста и законитоста на вториот протокол, иницијатива што ја поднесе поранешната пратеничка од дом Лилјана Поповска. За Георгиев иницијативата била апсурден предизвик, координиран со раководството на владеачката партија ВМРО ДПМНЕ.